Почитувани медиуми, почитувана јавност. Очаен беше обидот од страна на министерот Љутков за да се оправда за сопствената неспособност. Пред фактите и боговите молчат. Во период на претходната влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во Република Северна Македонија, покажавме силна посветеност кон заштитата на Охридското езеро и неговото наследство, преземајки низа клучни чекори кои беа препознаени од меѓународната заедница и од УНЕСКО. Овие напори беа насочени кон системско решавање на проблемите и воспоставување на трајни механизми на заштита. За да се обезбеди цврста основа за опоравување на доброто, изработен е стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион. Овој план идентификуваше екстремната ранливост на доброто, основните причини за таквата ранливост, како неусогласеноста на регулативите, недостатокот на имплементација на постоечките програми и присуство на активни закани. Министерството за култура, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, Управата за животна средина и Управата за заштита на културно наследство, изработи нов предлог на закон за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион, како и нацрт на закони за заштита на културното наследство и предлог закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење. Овие законски рамки имаа за цел да ги зајакнат институционалните капацитети и третманот на наследството. Овие закони се повлечени. Во владина постапка беа и новиот закон за рибарство и аквакултура со посебен осврт на заштитените подрачја, предлог закон за прогласување на студенчишко блато во Охрид заштитено подрачје во категорија 4, парк на природата и нацрт законот за Охридското езеро за споменик на природата. Овие мерки беа насочени кон суштинска заштита на екосистемот на Охридско езеро и овие закони беа повлечени. Во завршна фаза беше изработката на физибилити студија за изработка на урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за заштитена зона на крајбежен појас во Охридскиот регион со цел севкупна и долгорочна заштита на брегот на Охридското езеро. Оваа студија, заедно со новата ажурирана геотетска подлога изработена од Агенцијата за катастар и недвижности, беше клучна за системско урбанистичко планирање. Јавната установа Национален парк Галичица, со финансиска поддршка од амбасадата на Кралството Шпанија, отпочна со креирање ортофото мозаик на теренот, преку кој ќе ги детектира сите бесправно изградени објекти со користење на дрон и снимање во низок лед. Оваа активност имаше за цел да забрза идентификација на нелегални градби, нешто што општините изминатите 7 години одбиваа да го направат. Комисијата за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион, која што беше воспоставена со закон во 2012 година, прв пат профункционира во 2018 година. Активно работеше на усогласување на целокупната урбанистичко-планска документација на општините Охрид, Струга и Дебрца со планот за управување. Во периодот јануари 23 јануари 24 даде мислења за вкупно 137 барања за измена и дополнение или носење на нова урбанистичко-планска документација. Важно е да се напомене дека граѓанските организации беа присутни на седниците на комисијата, што имаше за цел да ја зголеми транспарентноста и отчетноста. Новата комисија во мандатот на новиот министер за култура и туризам нема одржано ниту една седница. Агенцијата за планирање на просторот на Република Северна Македонија отпочна постапки за изработка на урбанистички план за подрачја и градби од државно значење, со заштитена зона на крајбежен пројас на Охридскиот регион. Со донесување на планот за управување со природно и културно наследство на Охридскиот регион во 2020 година, сите измени и донесување на урбанистички планови во општините Охрид, Струга и Дебрца се во согласност со насоките дадени во планот за управување, а одобрени со мислење од самата комисија. Во однос на проектот за пренасочување на реката Сатеска, која се спроведува од страна на канцеларијата на UNDP во Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање, во текот на 2023 година беше завршена санација на разделната градба, целосно чистење на речното коридор и изградбата на таложниците. Се предвидуваа и други активности, како пошумување и спречување на ерозија. Во однос на железничкиот коридор 8, Европската комисија донесе одлука целиот железнички коридор 8, вклучувајќи ја и делницата Киче-Волин, да биде дел од клучната мрежа, со што оваа делница исполнува предуслови да биде финансирана од европски грантови. За делницата Струга и граница со Република Албанија се изработува нова студија
неизводливост и алтернативна траса со цел да се исполнат препораките што не ги имаше дадено УНЕСКО. ЈП колекторски систем Скопје во текот на 23 година инсталираше фреквентна регулација на 6 препумпни станици, со што е овозможена автоматска регулација на работење на пумпите согласно нивото на фекалната вода. Во целост е отстранета појавата на прелив, а со тоа и внес на фекални води во Охридското езеро. Јавната национална установа Хидробиолошки завод успешно ги реализира сезонските мониторинг кампањи за увид во состојбата со природното наследство во Охридското езеро. Во текот на 23 година спроведе проект за проценка на влијанието на реките Сатеска, Коселска и Велгошка, врз квалитетот на водата од литорална зона на Охридското езеро, а набави и софистициран апарат за одредување на концентрации на жива. Заводот, во соработка со Меѓународната фондација Healthy Seas, организираше и спроведе пилот проект за детекција и отстранување на напуштен, изгубен или на друг начин оставен риболовен алат од Охридското езеро, при што беа отстранети 64 мрежи духови. Дополнително, дури и по цена на собствен политички рейтинг, градоначалникот редовите на Социјалдемократскиот сојуз Константин Ѓоргиевски влезе во бескомпромисна борба со отстранување на дивите платформи во Охридското езеро. Но веќе по локалните избори во 2021 година, најверојатно водени од личен интерес, негрижа и гол популизам, ново избраниот градоначалник Пецаковски дозволи обновување новија платформи, дури и нивно проширување, што е во директна спротивност со препораките на УНЕСКО. На крајот дозволете ми да го истакнам следното. Местото и улогата на министерот за култура и туризам Љутков беше да биде веднаш до вице-премиерот Николовски, наспроти господинот Отоне и господинот Лазаре, да чуе што треба или што требаше да направи во минатата година и ако нешто воопшто направил, тоа да го каже, а не само да обвинува и да се повикува на расипување на она што веќе претходната влада го имаше завршено како процес. И благодарам.